А сега идеме темата најбитна за сите нас, која предизвика големо внимание во јавноста. Неочекувано многу имав реакции од вас, почитувани гледачи, кога ја ставив оваа анкета. Анкетата е, сега баш да видам кога сум ја објавил, вчера, во 13 часот и 33 минути. Значи, можеш да го даеш мојот Facebook профил. На моите два профила ставив која е оригинална пастрамајлија. 64% одговорија дека е штипската, 36% велешката. Имаше на вистина многу илјадници коментари и гласови. И сега е. Значи, кај се видело свинско со јајца, Свети Николска, Радовишка, Кумановска, Кратовска и така натаму. И кога забележав дека се отвори голема дебата што е точно и што е оригинално, јас бев принуден и тоа и го направив. Направив една, бидејќи на Facebook може само две опции. Или А или Б. И затоа направив на Страупул, секој може да направи такво, да направи своја анкета. Која е најдобра пастрамајлија? И сега, благодарејќи на коментарите за последниве 24 часа, во категорија која е најдобра влегоа велешка, штипска, Свети Николска, Радовишка, Кратовска, Кумановска, Неготинска, Злетовска. И сега да ги видиме резултатите од гласањето. Најдобра е штипската, па велешката, па Свети Николска, па Кратовска, Радовишка, Злетовска, Неготинска и Кумановска само две. Еве вие и питата за гласови, како гласаат. Според некои податоци, прв пат поимот пастрамајлија се појавува негдека во средината на 19 век, 1845 година. Ако не се лажам, имав и една таква информација. Многу писма ја добивам, што се вика, од час на час, а камоли да можам да сето тоа. Велешани први во Македонија подготвувале пастрамајлии во 1869 година. Ете. Или што е ова? Покана за учество на... Прекинато е тоа. Сори. Така што, дали е велешката или е турската, француската, марсовската или јапонската, не знам. Италијаните имаат пица, ние имаме пастрамајлија. Која е најдобра и која е оригинална? Тоа е прашањето, тоа е темата. Дај ги телефоните. Рецепт за пастрамајлија. Добро, еве можеме да видиме еден рецепт. Како се прави пастрамајлија? Здраво на сите. Ова се мои рецепти. Режија? Што порно сајт отворивте, па ве снема, жиди се. Анџелина Џоли пак нови слики има. Се шегувам. Не беше на место. Значи, ајде да видиме мој рецепт и МК, како се прави пастрамајлија. И денес ќе готвиме заедно со Весна, готвач член на нашата веб страница. Таа ќе подготви еден од незините најпопуларни рецепти, пастрамајлија. Најпрво да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано Делиција Ростер и сет садови за матење во боја. Најпрво пригответе го месото. Најдобро е да го приготвите еден ден порано, за да може месото подобро да ги впие зачините и да омекне. Исечкајте го месото на коцки, зачинете со сол, бивер и црвен пипер. И како што гледате, ете, ова е она во суштина... Не менјај кадар. Значи, ова е таа пастрама што се прави. Едни велат дека може на еден ден, други велат дека малку подолго треба да стои,
А ова се состојките кои се прават, квасец, нели, за брашното и така натаму, што треба да се подготви. Секако дека е ова дел од некаков маркетинг на некаков си топ-шоп, но добро е да го видиме, бидејќи они навистина направиле убаво видео, сакајќи повеќе да си ги промовираат своите производи. Тука немаме ништо против, но еве гледаме како се подготвува тестото за пастрмајлија. Замесете средно меко тесто и оставете го да стаса околу 1 час. 1 саат да стаса тесто, добро. Ја не сум толку трпелив. Славко штимат сега да беше. Се извинувам. Класика. Тесто размесете го и повторно оставете го да стасува. Вториот пат пократко, околу 20 минути. Откако ќе стаса и по втор пат, размесете го и поделете го на 4 дела. Деловите обликувајте ги како топчиња и повторно оставете ги да стасаат. Ете, навистина, мощно е убаво, како 4 топчиња. Кога ќе нараснат, обликувајте ги како пастрмајли според големината на тавата. Ама што имам едно видео, не ми менјај кадар, што имам едно видео како се меси леп и украсува. Луѓе мои, да се мрднеш. Ај вечерва ќе посветиме на тоа. Да видиме дали народов е расположен, бидејќи вчера Скопското астрономско друштво собра повеќе народ од што имаше протести пред собрание за слетувањето на Марс. Еве како се подготвува тестото за пастрмајлија. Секоја пастрмајлија наредете ја со месо и парченца свинска маст. Печете во загреана рерна на 220 степени 20 минути. Сега тука има една расправа кај мене, нели? Месо, свинска маст, ама други ставаат кашкавал, па ставаат јајца и на луѓе им е подобро така. Има луѓе што сакаат и пица бурек, ама тоа не е бурек. Кај се видело, коментарите се, например, свинско и вакво месо и јајца на око. Но сите имаат различни вкусови, па ме интересира вие што мислите на темава. Сервирајте ги со лути пиперчиња или феферони. Овој рецепт, според начинот на подготовка на филот, е најсличен на штипската пастрмајлија. Секако, вие можете да ставите фил по ваша желба со свежо месо и јајце. Сега. Која е оригиналната? Штипска или велешка? И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Океј, благодарам режија. Телефоните за сега ни се во мирување, па не знам, еве, ако не ви одговара тема, можеме да ја продолжиме онаа тема која вчерашниот гледач, овие и оние, обичните и необичните граѓани. Кој знае, може да ја продолжи таа тема. Ако не, ја сакам да се расчисти едно за секогаш, за да не ми виси како дамоклов меч над глава. Која е оригиналната пастрмајлија? Има уште едно, еве, например, од македонска телевизија, која е исклучиво посветена како се произведува. Брашното треба да биде добро пресеено, треба да биде тип 400 брашното или моментално користиме наменско струмичко брашно. Тоа е многу фино брашно. Треба од тоа брашно да испаднат многу убави пастрмајлиите. Вика дека било марифетот, мајсторијата на пастрмајлиите во приготовувањето на тестото. Да, така. Има некој посебен рецепт? Па има, тесто треба да биде малку помеко, некој обично ќе го прават домаќинките дома тврдо. Тесто во е помеко и има си Значи нема ништо тајно, нешто скришно. Нема тајно. Да, и веднаш се прави пастрмајлијата или треба да отстои? Да почека да се стаса тестото едно 15-20 минути и потоа се растрга. Што велиме да се одмори тестото малку, е? Да. Телефон имаме една гледачка која сака да ни објасни нешто за пастрмајлијата, ама штипска. Добро вечер, господјо, повелете. Добро вечер. Добра ми е емисијата, а штипската пастрмајлија е најубава. Толку?
Добро вечер. Толку ли кажа, ве чувме што кажавте? Да. Ја реков некој мајстор си, па ќе ни кажеш марифет. Ја реков некој што те бива, викам, ајде се испотресов. Која била најубава? На здравје нек тие. Ја реков има некој марифет штипска. А која е разликата помеѓу штипска и велешка? И која е оригиналната? Изгледа слабо си познават. Забележав дека квасец оваков како што е го ставивте во Јас тука малку го дотерав, тоа се тука. Велете. Добро вечер, повелете. Ми се чини дека велешката пастрамелија е најдобра. Значи, збориме за вкус или мислиш неутрално овака? Мислам дека за вкусот е одлична. Се работи за една кафана, се не можам точно како да ви објаснам. Тоа е према касарната, се оди од левата страна. Не е важно. Паралелно е на улица Кажете, сте пробали ли вие освен таа и друга? Сум пробал и штипска. Што е разликата и зошто оваа ви е подобра? Сега вака, ова кафана, човекот е починат, значи е бил во Италија и ја пренесол во Македонија. И така на 2-3 поколенија, да речам, се ја формира ова, да речам, работа. Чекај сега, јас знам дека пастрамелијата е оригинал македонска, не дека е донесена од Италија? Ама тој е бил во Италија и го изучил, да речам, тој занает и нешто придонесол за тоа да биде така. Така е, сега убаво објаснивте. Значи, голем познавач, добро? Добро. И што е разликата помеѓу едната и другата, например? Мене ми се чини дека е повкусна. Дали имам на историјата? Отимам на повеќе места јадено. Тамо велеше сина сала, што ја вика порано, затоа што ова зборувам пред 10 години повеќе. И таа е добра, меѓутоа ова мене ми се чини дали тогаш така се погоди тој амбиент. Многу убава беше. Ви благодарам многу за јавувањето, имаме следен гледач, а вие, драги мои, што сакате да си го дадете гласот, која е најдобра пастрамелија, кај мене на Facebook можете да кликнете и ќе ве однесе на оваа страна и тука да гласате. Штипска, велешка, Свети Николска, Кратовска, Радовичка, Злетовска, Неготинска и Кумановска. И прашањето не е само која е најдобра, која е оригинална. Добро вечер. Добро вечер, Добро вечер. Вака, најубава пастрамелија е штипската, а додека велешката се прави со јагнешко, а штипската со свинско. Толку имам да кажам. Добро, благодарам многу, пријатно, а ние веднаш одиме со следниот гледач. Ало и добро вечер. Добро вечер и вечер со велешките пити пастрамелии. Добро. Мислам дека самиот назив на пастрамелија, значи велешката пита единствено е што има пастрама. И таа е правена 1869 година кога дошла турската војска и е свемана со пастрама и затоа се вика пастрамелија. Се другото е измислена. Нека изина па и штипјани, па и чекникоцуни, па и кратовчани, така натаму. Црвен пипер не се ставало никогаш во пастрамелија. Вака, значи, оригиналот е велешки, така? Оригиналот е велешки. А која е највкусна, најдобра? Сега на страна оригинал. Мислам дека ако сте пробале, а поготово вие како дел од велешки зет имате малце по покојна ви бабата Веса. Без имиња, пријатно. Јадено. Ве молам, ако знаете нешто за моја фамилија, не злоупотребувајте и во најдобра намера не спомнувајте имиња од моја фамилија. Сепак, респект спрема нив, окей? Знам дека со добра намера, ама не е во ред. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Слушај да ти кажам, викаат штипската или велешката е убава. Ја мислам да отидеш у проби штип да видиш каква има пастрамелија убава. Ама ја не сум тука да отидам и да пробувам. Ја сега кажав што кажав, покажав што покажав, вие се јавувате да кажете своje мислење. Значи... Да, доброто моje мислење, али
Ако те води пат натаму, да земеш, да пробаш, да видиш. А инако секоја пастрамајлија е добра. Ако ставиш А што место, значи ако тоа ќе да отидам заметиш ја... убаво, Што значи тоа да отидам у пробиштип? Идам у пробиштип и на бензинска пумпа им викам дај ми пастрмајлија. Не, па има тамо ресторанти кај што се даваат пицерии, што се прават пици, И да отидам у пастрамајли, пицерија и им викам вели. и у пицеријата им викам не ми носи пица, неќум капричиоза, дај ми ова. Или има едно место кај што е најдобра. Тоа конкретно. Не, па секаде у пробиштип е поубава. Благодарам за Ете, јавувањето, отиди во- лека ноќ и пријатно. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, повелете. добро вечер. Добро вечер. Вака, тоа, да ти кажам искрено, да не бидам поречно сватен, овие луѓе што се јавуваат, значи, благе везе немаат појма од пастрамајли. Значи, штипска и велешка е разликата само во додатокот на јајца во велешката пастрамајлија. Фала ти многу и убава вечер. Поздрав. И еве гледаме овдека веќе почне и дегустацијата. Ова е документарен филм или филм од македонската телевизија која се емитувала како се подготвува и како се прави. Се притисне више. Еве да видиме за месото. Тука може да се дотерува се што треба, али крајчињата не треба да се притиска. притисне. После се става убаво свинско месо. Вие сега ќе ни Добро кажете зачинето. нешто за филов, односно месово? Колку време треба да отстои пред да се употреби? Месото пред да се употреби треба барем еден саат да биде исечено, Така. насолено, дотерано. Ова е свинско зачинето месо. свинско месо. А зошто се викаат овие специјалитети пастрмајли? Пастрмајли. Кога не се прави со пастрма? Па во старите времења се правило со пастрма. Дека Да? сега више ние А пастрама е овчево сушено месо? да, овшко сушено, али ние со текот на Да, и времето... вкусот на луѓето се менува вкусот се секако. менува, Значи пастрма се правело порано според овие изјави кои еве да ги земеме за релевантни од македонската телевизија која се емитувала и на сателитската и на значи низ целиот свет. Добро вечер, режија повелете. Здраво, Јанко. Се јавуваме од Велес. Ало, се слушаме, Јанко? Да, ве слушам. Ало, се слушаме ли, Јанко? По трет пат се слушаме, повелете. Се јавувам од Велес, сакам да ви кажам дека велешката пастремалија е најдобра, затоа што секоја недела да подготвувам, така што не би кажал дека имам пробано и штипска, но со велешката не може да се мери. Во велешката пастремалија покрај свинско месо се става и пастрма, се става и 2 јајца. А се што позна венецот се мачка на крај кога става се со свинска мас, така што стварно е мек, рофит за јалење. Не знам, немам зборови и не можам да споредам велешката пастремалија со штипската. Океј, прашање. Молам, слушам. Рековте се става свинско месо и пастрма. Да. Што Повеќе е- свинско месо, например на 250 грама свинско месо, на 250 грама свинско месо се става 30 грама пастрма. А што е пастрма? Пастрма, јагнешко месо. Овчко ствари. Овчка пастрма. Не знам ја, што е тоа? Од овче месото. Овчо месо се вика пастрма. Да, се И взима кога тоа месо за што Великден, од за Великден овцата и идам се да става јадам, овчко месо. фала ви за јавувањето, ама Има, ништо тоа не е ми разумливо. фала режија. Значи, стварно не ве разбирам. Значи, ја у ресторан кога барам јагнешко им викам дај ми пастрма. Така ми објаснивте. Така ве разбрав. Значи, ја не знам што е пастрма. Ама вие не објасните. Рековте, пастрма е јагнешко месо. Па добро, што е тоа разликата кога за Великден не викаме, зошто викаме тогаш дај ми јагнешко месо? Треба некој подобро да го објасни малце. Мислам дека го објасни гледач, готвачот овдека, ама ќе слушнеме и некој друг гледач. Добро вечер. Повелете. Ало, добро вечер, господин Јако. Добро вечер, уште еднаш повелете. Па вака сега ти објаснам што е пастрама, инаку ја потекнувам до суговијето, калин Ја не камен. објаснувам ништо, ја прашувам. Така, значи вака сега. Во делот во суговијата, калин камен, поточно кога се колјане Чекај малце. Исклучи го звучникот, избори нормално на уво со исклучен звучник, оти лошо се слуша.
Па добро, бе, се слушаме сега, ме разбереш? Не, ама лошо се слуша и тешко ќе те разберат гледачите. Значи, Откај вас е тоа, не откај мене. Не, добро, окей, ајде. Не можеме да се разубедуваме, тоа е од ехото што го имате од телевизорот, мора да го исклучите. Нема проблем било кој, јавете се повторно со исклучен телевизор, пардон. Јавете се повторно со исклучен телефон. Почнав и јас. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете? Па за пастрмалијата таа од Радовиш, баш бев љубопитен, не кажа како сте. Од пробиштип ја ги меш како сте прави, а јас сум од Свети Николе и како и секој што од секаде што прават пастрмајли сметат дека нивната е најубава и јас сметам дека нашата е најубава. А по што се разликува Свети Николската од другите? Јас близко сме до Штип и Штипската имам пробувал многу пати. Штипската е прво различно тестото. Нивното е меко, како меките циганици ние што викаме. И за дебелини крај има, а дното кај што го носи месото е тапенко многу. Сега он има црвен пипер, мелен, не знам дали буковец, плюс тоа сол бибер, добро, и само тоа и се пече. И вкусно е, стварно е вкусно. Нашата тестото е другчие, Значи, меко, кај Свети Николското е разликата во тестото. Разликата е во тестото, така? Прво во тестото. Второ? Значи, нашто и обла, меко, крцкаво кога ќе раснеш. Добро. И прво се реди една сирење. Не знам колку, ама да се крутка, да се покрие тоа тестото, сирење од оздола, па потоа месото, мислам 150 до 200 грама од пастрмајлија. А кај нас ги прават едно лепче и лепче и пол се вика тоа, значи голема долга од две лепчиња. А какво месо е тоа што се става? Добро. Е тоа. И се става масли, се печи, кој ќе се запече, тоа се вади и се става едно јајце. Јајцето не се мати, само се пробива жолчката и така се разбира. Сирење, крцкаво тесто, јајце, само не разбравме какво месо. Свинско месо, нормално, средно, ни многу ситно, ни многу едро. Сирење... 150 до 200 грама. Многу интересно, благодарам за јавувањето. Тумаче за мене, јајце, свинско и сирење у комбинација, свака ви част. Одиме со следниот овде гледачка и мене. Добро вечер. Јанко, добро вечер. Добро вечер. Јас сум гледал телефон, одама да сум ти се јавил. Ама те слушам многу често. Ево, пастрма што е. Во јануари месец, од јануари натака, февруари, до март месец. Ќе одиш да бит пазар, Љуба Комерц. Месарница и пастрма те вадаш. Тоа е суво месо. Общо суво месо. А оригинално е тоа суво месо ако се суши на ветер. А не лесечки, со фабрики, со онова. Ќе го прашате од Љуба Комерц, дали е ваше производство. Може би ќе ти кажа право, ама што знам. Али најмногу кај нас кај муслимани се користи едно парче да ставиш у граб, па што вика прстите да ги изедеш. А вистинската пастрмајлија се прави само од пастрма, печурки за таа, сирење за таа и јајца. Таа е вистинската и 90% изделот го има Велес, Велес е на пастрмајлија, меѓутоа сега дека нема стално пастрма, па премина на свинско месо. Океј, кажи ми уште само ова. По тебе, која е оригиналната, од каде потекнува оригиналната пастрма? Твое мислење. Еко, Велешката е. Добро. Велешката, меѓутоа после го смениле, пошто нема остава. Не, готово, толку не треба да објаснуваш повеќе. Фала ти многу, убаво здравје, убава вечер, пријатно, а добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Јанко, пред мене зборуваја неколку мина, не знам дали научи ти што е пастрма. Тоа ти е битно, ја што знам или ти сакаш нешто да кажеш на тема? Не, ја прашуваше една жена
не знаеше што е пастрма, ти велеше јагнешко месо, не знам там што. Добро. Повели? Да. Гледач од Прилеп. Да, повели. Слушам. Кај нас се прави пастрма и сите јада пастрма. Пастрмата се соли тамо, знаеш ти како се прави. Не знам како се прави. Без тоа знаеш ти, се јавува, значи не правиме приватно, јас и ти муабет, се обраќаш на јавноста. Значи тоа што го кажуваш, гледај да те разберат другите, не јас. Повели. Значи што е тоа пастрма по тебе? Пастрма од постари овци се кова и се соли во сол. Се чува тамо 15 дена на ладно и после се кој сака ја суши, кој сака така ја јади. Тоа е кај нас пастрма се, на друго место не знам како е. Ја ви благодарам за објаснувањето, предпоставувам ова е стар рецепт, така? Па дали стар или нов нема, пастрмата така се прави. Добро. А ја користите за правење пастрмајли или за други јадења? За јадења, се јади со граф, се јади и така. Кога е сушена се јади сува така. Добро. Ви благодарам за објаснувањето. Фала, пријатно. Фала, пријатно. А, добро вечер за следниот гледач овде кај мене, повелете. Ало, Јанко, јас сум од Прилеп. Сум човек 75 години. Јас уште ко без дете, касапите колеја 100-200 свини, имаше специјални бункери направено, ги солеја и ги газеја со нозе и стоја таму 2-3 месеци, после се вадеја да се исуша и пастрама прсти да лежиш. Значи, за мене исправна пастрмагија е велешката, затоа се вика и пастрмагија. Затоа пола месо се клава свинско, пола се клава овчко. Значи, во Прилеп беше традиција граф со пастрма. Ние јадеме, кај нас пастрмагија не се прави. Добро. Добро, благодарам. Благодарам. Лека ноќ и пријатно. Значи во бункери се кола и се става овци и то како што кажам, претходниот прилепчанец постари. Благодарам за јавувањето. Тоа е за пастрма. Ние овдека и добро објаснување, ама ние збориме за пастрмајлија како се прави, а во моментов гледаме како се прави велешка. Таков е рецептот што го гледам. Океј, добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Јанко, јас сакам да дадам едно објаснување за Ве молам, ве исклучи од режијата заради вклучениот телевизор. Ви создаде забуна. Добро вечер до вас, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Права пастрмајлија велешката. Добро. 130 дена у сол. Овчка. Овце да се загуби. 30 дена у сол стои. И сега уште од турско се јадало само тесто и пастрама. После е додадено свинско месо и јајце. Добро. Дали има одредено кое месо е тоа овчо? Овчка. Од овчко. Стари овци. Прашувам, значи овчо месо може да е и опашот. Ушите. Значи прашувам не, чисто месо, чисто месо. Значи прашувам легитимно прашање. Да. Кое е тоа месо кое се користи? Добро, чистото месо. Чистото месо. Добро, благодарам за... А штипската е со црвен пипар мешат и ништо друго. Правата пастрмајлија од велес. Добро, ама народов некако повеќе гласа и повеќе им се допаѓа штипската. Според сите анкети кои ги добивам, драги мои, еве ова можете и да го видите, упорно води штипската со најмногу гласови дека е најдобра. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно, а одиме понатаму. Значи, разјаснуваме две работи. Што е пастрма, како се прави пастрма, како се прави пастрмајлија и која е најдобра пастрмајлија. До сега немаме конкретно место. Како беше, иди у Пробиштип, ама Пробиштип е Њујорк за мене, иди у Пробиштип. Се шегу. Добро вечер за следниот гледач. Да беше убедено, идев у Мрс. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер.
Јанко, морав да се јавам, пошто денеска за ручек имавме пастрамалија. Правевте или купивте? Не правиме, ние домашна пастрамалија, и искрено ти кажам, сега не дека мајка ми ги прави, али сум јадел и во Велес и во Штип. Значи, пуво домашно ја правиме, нема. Пуста мама И кој баш кога ќе отидеме у Штип, фамилиарно ќе кажеме, не, вика, сопругата вика, мајка ти како што ја прави, вика, никој не ја прави. И знаеш што е интересно, мајка ми е србинка. И ја прави најубавата пастрамалија. А ќе ви кажам зашто. Дедо ми беше од Штип и беше фурнажија. И навистина веруе од тоа време, значи, како се научила, го задржала автентичното правење на пастрамалија. Денеска има повеќе ресторани во Штип, така да види, намерниците за пастрамалија се едноставни. Тесто, овој месо и мас, свинска маса. Меѓутоа, што е поентана? Поентана е да имаш квалитетно свинско месо, домашно ако имаш, тогаш пастрамалјата стварно убава. Тестото има една специфична работа како треба да се приготви. Стварно е обично тесто, меѓутоа има една специфика што треба да запасиш. Тестото мора да стасува повеќе пати. И тоа го викат скиснато тесто. Какво тесто? Да стасува повеќе пати. И тоа се вика какво тесто? Скиснато тесто се вика. Скиснато тесто. Добро. Да. И затоа тоа тесто после кога се пече така меко и шупливо. Дека стасувано е повеќе пати. Значи 3, 4, што повеќе пати стасува, тоа ќе видиш дека е шупливо. Тоа е поента на тестото. А како тоа не е леб? Па не е леб, малку се замесува поретко. Значи не толку тврдо како што е лебот, се замесува едноставно, значи се замесува поретко. Како мајка ти го подготвува месото или она што се нарекува пастрамата, да речем? Види, пастрама е друго са. Пастрама и јас не сум јал, кажувате, тешка работа да јадеш. Ние тоа не го јадеме, турците го јаделе. Затоа и се вика пастрама. Тоа е овчо месо, солено, и сушено. Тоа е тешко месо. Ние не го јадеме тоа, да знаеш, тоа не можеш и ти да го јадеш. Добро. Таму потекнува пастрамалјата. Меѓутоа нашите го прават со свинско месо. Многу е битно свинското месо да е домашно, веруј. Ние си имаме домашно свинско месо, така да разликата од купечко Што значи домашно свинско месо? Кога се готви, куќа на се осеќа одмак мирисот. И тука, знаеш, се осеќа квалитетот на пастрамалјата. А се подготви... И на тестото, пази, и на тестото. Тестото ви кажав што е поентано. Да не биде тврдо замесено, помеко и да стасува повеќе пати. Ова кажи ми, месото, дали како го сецка, го става или одлежува во зачини или нешто? Не, ништо обично тесто го замесува, не го тестото, месото. Ќе го замеси. Месото. Месото ситно сескано. Му става црвен пипер у него, малку биберче ако сакаш, зависи како. Дали треба да одлежи месото? Па не мора да одлежи, зашто? Ако убаво месо домашно, тоа прашав како ја прави мајка ти. Друго, става ли јајца, кашкава? Не. Види, тоа е више по желба. Ние не ставаме, не сакаме. Сакаме автентична пастрамалија, чиста пастрамалија. Кога веќе јадам пастрамалија дели. Во Велес имаш све. И чиста има, и со пастрама има, и со јајца има, све има во Велес. А во Штип не, во Штип само ваква. Али многу е битно свинското месо. Да јадеш убава пастрамалија, убаво свинско месо. Ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. А во моментов ние ова што го гледаме е рецепт, наводно, на YouTube го најдов, како се прави велешка. Ова е во моментот кога се става и свинска маст, ајде да речем. Но, добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Сега освен тестото, најважно пастрамалијата и месото. А месото најубаво да се земе од свиње како теле. Нула 78 221 чекај 078 221 431 да му се заблагодариме, така? Ајде. Ако. Зашто бе? Што цвикаш бе? Крени?
Еве, може уште нешто, свињите како мене, и така натаму, да се видиме. Може сум ти сгрешил спрема некоја женска фамилија, па да ти се извинам јавно. Ајде, ќе продужиме да ти вртиме. Режија, дали имаш некој на линија? Добро. Еве ги гледаме овие. Да. Имаше доста јавувања и сега можеме да ја видиме и анкетата. Што кажува кои се најдобрите пастрмајлии според она што гласале до сега. Значи, најдобра пастрмајлија убедливо со 39,7% е штипската. Велешката на 20%, Свети Николска 13%, Кратовска, Радовишка, Злетовска, Неготинска и Кумановска. Секако и деноеве ќе биде отворена ова и навистина ретко обично давам вакви теми за муабет, бидејќи обично емисијата знае да се исполитизира, ама кога приметив колку многу луѓе имаат став околу ова прашање, па морав да ги отворам еднаш телефоните и за ова. Добро вечер, Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Повелете. Се јавувам од Штип за пастрамалиите. Јас сум у години жена, 77 години. Ама од дете, мајка ми е правила пастрамали, а и сега и ја правам на моите деца и на моите внуци. Да ви кажам, исто како предходно гледав, тестото се замесува со квасче, унатре малку зитинче, солца и не многу натврдо. И се остава да спаса, се размесета, да е намесно. А у него се става месото. Месото се зачине со малку буковче, црвено пиперче, солца. Некој си става и црно пиперче и се реде. Никако, само свинска маса, ништо друго. Кога се испече, се подмачка по крајот со маста, она умекне душа да јадеш по-убаво здравје. И сега, ако дојдам во Штип, сега дома кај тебе не можам да дојдам. Каде да јадам ваква пастрмајлија ти како што опиша? У Горно Мало има, кај Промајата. Кај Промајата? Најубави пастрамалии таму прават. Горно Мало? Промаја се вика зградата, тука има кафана. У неа најубавите пастрамалии. Сини тамо иде, порача. Имам керка, зето, гостивар, од тука носат по 15 пастрамалии. И на роди, и на Добро. пустери имат послуга дават. Дали знаеш како се вика ова? Не знам. Добро, не знае. ајде некој друг ќе се јави, ќе каже. Добро. Еве, например, ако идеме во Велес или ако идеме во Штип, каде да го вкусиме ова вие што го препорачувате? Добро вечер. Добро вечер. Сакам да дадам едно стручно мислење во врска со пастрамалијата. Повелете слободно. Правам пастрамали, работам као пица мајстор. И сакам да кажам дека ние пастрамалијата ја имаме прифатено како македонски рецепт, меѓутоа таа потекнува од Турција и го имаме наследено. Пастрамата као пастрама што објаснив, не со овчо месо, солено, сушено, тоа е све окей, меѓутоа тоа е турски специјалитет и зачините во пастрамата, црвен пипер и бибер исто е турски специјалитет. И сакам да кажам дека во Македонија најслична и најоригинал пастрамалија до таа е штипската пастрамалија, која што наместо со пастрама се прави со свинско месо. Другото штипјани го имаат задржано тестото и го ја имаат задржано, што е многу битно, формата на пастрамалијата, што самата пастрамалија треба да изгледа као чамец. Каде рековте оваа форма е најзадржана? Во Штип. Значи само штипјани ја прават оригиналната форма на пастрамалијата. Све друго дома што правиме и Велешка и Свети Николска и со кашкавал и со јајце и со димено месо, тоа е више све варијација на тема. Измислено и придопраено за... Еве, например,
ова го викаат радовишки сомун. Еве, тоа е некоја слична форма на пастрамалија. Добро. Меѓутоа, ако си бил у Штип и ако си јадел пастрамалија, ќе приметиш дека на краевите е многу поиздолжена. А ова што е тогаш? Не, ова не е штипска. На слика ова не е штипска. Не, ова е неготинска. Ова е некоја домашна пастрамалија, исто со јајце, со... Ова е неготинска. Добро, сега знаеш, ние у Скопје, у ресторан, ако седнеш, имаме и скопска. У кој ресторан? У Лептокарија, ако седнете у тие пицериите, од крај пишува скопска пастрамалија и опис у менито, ако прочиташ, пишува свинско месо, пилешко месо мешано, кашкавал и врз кашкавалот од озгора сланина. Меѓутоа тоа си е измислен ресторански специјалитет, така. Далеко од тоа дека е пастрамалија. Меѓутоа сакав само да се надобра за оригинал пастрамалија, ако збориме. Штипјани имаат задржано формата и рецептот за тестото. Благодарам многу. Све друго е копирано и измислено. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Режија, сакавте горе да идеме? Ајде, повелете. Иако имам и овде кад звонат телефоните, не се олабавуваат. Океј. Добро вечер. Епа, океј. Одиме со следниот гледач овдека. Добро вечер и повелете. Добро вечер, ајде. Повелете. Да, зборувам ли? Слушај, јас сум 85 години. Ја и денеска правам ова пастарба. Не е така како што оди и сите до сега што се јавили, никој не знае како се прави пастарбата. Пастарбата се прави од овца, овцата се коле и наполу се сече, се вади бубрезите и што се чиѓи се и ме слушате? Да. Да, и тогаш се сече, и месото се двои од коски, али сето стои и се соли убаво со сол се покрива. И така се редат вазалници. Имаше вазалница, знаете ли што е, поредно во вазалница се кажеше гроздјето. Сега вазалницата и таа што е постара, служеше за пастарбата. Се редат таму тие мршите дели од половина шо е и стои така едно цел месец. Потоа се зима, се става на кола, се носеа на Вардар. И на Вардар се бања ова да падне солта. И се враќа назад, па се става на чингили да се исцеди водата. И од тука се одеше на пазар. Се тоа куќа јадевме пастарба. Пастарба со град се правеше, се печеше, пастарба оти и сирското месо едно, ошкото месо е едно од најубавите за јадење. Кое месо? Повторете. Кое месо? Овчко месо, а убава најздрава пастарба е од коза. Од коза. Нарсо козите, оние кога имели од јавите саде имели коза и ако првата година не се објагни и овцата дали не добие јагне, таа се вика шиеџе и после тоа се прави пастарба. Таа е најубавата пастарба. Добро. Имаме запис, у Велес има запис од Джинот. Знаете кој е Джинот, нели? Да. Јордан Хаджи Константинов Джинот. Се правило опита уште во 1862 и 3 година. Знам, го кажав тоа на почеток на емисија. Не гледавте? Тоа веќе го објавивме. Не гледавте, го кажавме на почетокот на емисијата тоа. Добро. Фала ви многу за јавувањето и објаснувањето. Ајде, лека ноќ и пријатно. Добро. Стари марифетлуци, ова се работи кои, очигледно дека датираат и кога 85 годишен човек говори за нешто, сепак ние стварно треба да збориме колку е ова дел од нашата традиција. Режија, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Режија? Океј, па
Ти ми рече дека има, сори. Добро вечер, повелете. Добро вечер, ја ви бурек, може уживо да зборувам? Да, веќе сте во живо, говорите, ве слуша народот. Благодарам. Се јавам од Велес. Мојата сопруга потекнува од фурнаџиска фамилија, незиниот дедо бил фурнаџик. Според него, како што кажувам, сакам да кажам за белешките пити. Белешките пити, името го демантирам оној од Скопје, што кажуваше дека е турски специјалитет. Тоа не е турски специјалитет. Делото кажуваше дека 1906 година еден турски гарнизон со 6000 војници доаѓа на територијата во Велес и се стационира во районот на Речани. Пошто Велес немал доволно месо тогаш да ги нахрани тие турци, а Велес имал многу фурнаџи, порачали во фурните да се направат пити. Велешките фурнаџи смислиле како тоа да го направат. Земале тесто и немале солено месо, го насолувале месото од овци, овчко месо, и сето тоа го растегнали и испекле, затоа што за многу кратко време требало да се нахранат тие луѓе. Кога питите им ги однеле на војската, турската војска, турците еден со друг се запрашувале што е ова. Еден на турчин, на другиот му вика, знаеш, солено месо, ставено врз тесто и од тогаш како го викаат овие го викаат пити. Пити, од тогаш настанува питат. Велешката пита посебно се подготвува и тоа го знаат само мал број на пекари во Велес. И сега за тебе, Јанко, да ти кажем, ако сакаш да дојдеш во Велес, има на повеќе места во сите кафани. Најпознати, јас земам, на пример, Марија кафаната, но најпозната е Баже Пити. Потоа Маринела, да не ги бројам на така. Добро, фала ви многу. Молам. Ете тоа е историјата на питата во Велес. Ви благодарам многу. Вие зборите за некоја 906 година, иако ја имам некои податоци овде како и ми ги испратија, дека во средината на 19 век прв пат спомнуваат пастрмајлијата, као и така натаму. Останува дека е ова интересно и народот си го негува. Тоа ми е многу драго. Режија? Добро. Благодарам за јавувањата, почитувани гледачи. Имам доста пораки кои ми стигна, морам да ги видам. Вака, не можам во моментов да ги отворам. Ми стигна од Соединетите држави со фотографии. Ова е штипска пастрмајлија, направена во Нью Џерси. Јас сум од Штип, во Нью Џерси. Моето име е Војче. Убаво Војче, ама слика тешко можеме да ја видиме. Добро вечер, ве гледаме секој вечер со сопругот секакви теми кои се занимливи. Но нашата тема е жалосна, па решив да ви пишем, замолам дали знаете дека од ТВ Дневник може да ја чува телевизијата изјавата од страна на државата на наша телевизија. Многу ми е битна таа и така натаму. Славица од Куманово. Нема врска со темава. Славица ќе се обрати Шусовец за радиодифузија. Јанко, разликата е велешка, велешката е машка и има јајца. Штипската е без јајца и е женска. Поздрав, Јанко од Прилеп. Поздрав, Јанко од Прилеп. Има логика. Свинско не треба. Виде, ова последнава ми е од сопругата. А она кој што ќе каже, џабе вие правите муабет, да ме убедувате мене, што ќе каже жена ми, тоа ќе биде на крај. Во секој случај, знаете како, ова е интересно, ова е, знаете, ја имам пробано и вкусено и во Струга, многу вкусна пастрмајлија, но секако препораките тоа на изворот да се напиеш,
дали Штипска, дали Велешка и така натаму. Само сакав да го збогатам, ете, ова наше милие, дека ние освен за политика можеме и за друго да правиме муабет. А јас сум пријатно изненаден колку народот со љубов, колку е навлезен, бидејќи ова е се дел од нашиот фолклор. А за крај, бидејќи малце да олабавиме со пастрамелијата, почнуваат постите, да ве фрлам за малку правење леб. Правење леб, драги мои, ама на кој левел, тоа е веќе нешто сосема друго. Дајте ми некоја секунда, па ќе видиме. Дај една кратка пауза, да го најдам ја видеото и да им го пуштам на гледачите. А тоа е правење леб. Може една кратка джинглот само. Океј, драги мои пријатели, во овие 2,5 минути живо мачење. Нели, сите сакаме нешто со мевце или мевце со нешто, ама кога ќе го изгледате ова видео, луѓе мои, да се мрднеше работа. Ова е правење леп, ама навистина на спектакуларно убав начин, особено со красење. Лека ноќ и пријатно од мене, драги мои.